Празнично добро вечер од студиото на регионалната К1. Еве што ќе гледате во централното информативно издание. Христос воскресна, навистина воскресна. Православните верници го слават најголемиот христијански празник Великден. Со скара и пиво велешани традиционално денот на трудот го одбележуваат на езеро Младост и река Бабуна. Минатата година се регистрирани 39 смртни случаи и 105 тешко повредени на работно место, покажуваат официјалните податоци на државните институции. Христос воскресна, навистина воскресна. Православните верници го слават најголемиот христијански празник Великден. Радосната вест за Христовото воскресение точно на полноќ од соборниот храм Свети Великомаченик Пантелејмон ја соопшти владиката Агат Ангел. Христос воскресе! Навистина воскресе! Христос воскресе! Навистина воскресе! Христос воскресе! Навистина воскресе! Христос воскресе! Навистина воскресе! Радосната вест за Христовото воскресение точно на полноќ од соборниот храм Свети Великомаченик Пантелејмон ја соопшти владиката Агат Ангел. Стотици верници кружејќи 3 пати со иконата околу црквата беа дел од настанот кој што го најави Христовото воскресение. Господ креткиот и силниот, Господ на војските, Он е царот на славата. Христос воскресе! Христовото воскресение е основа на спасението. Тоа е најголемиот и најрадосниот настан во историјата. Иако има ден за радување меѓу сите денови, тоа е денот на Христовото воскресение. Ако има празник на сите празници, тоа е празникот над празниците Великден. Христос воскресе из мертви, свете поправ, Годинава великденската радост за христијаните е двојна, велат од Македонската православна црква. Ова 2016 лето Господово, МПЦ одбележува 1100 години од блаженото упокојување на покровителот и првоерахот на древната охридска столица Свети Климент Охридски. Вратите на храмовите широм отворени ги пречекуваат верниците кои од рано изутрина му се поклонуваат на Господ Исус Христос на воскресната литургија. Воскресението Христово е силата која и денеска препородува. Моќно и благотворно допира до душите и срцата човечки, а во целата природа предизвикува триумфална радост и веселие. Исус воскресна, навистина воскресна. Вака денеска се поздравуваат православните христијани. Вратите на храмовите ширум отворени ги пречекуваат верниците, кои од рано изутрина му се поклонуваат на Господ Исус Христос на воскреснатата литургија. Овој празник е најсветлиот ден во годината, кој однова ја воскреснува надежта за подобар живот и подобро утре. Биењето на камбаните во храмовите на Македонската православна црква точно на полноќ ја најавија радосната вест за воскресението Христово. Великден е најважниот верски празник во православниот календар, велат велешани.
За здравје, за бериќе, за среќа. Како се осеќате на овие празници? Убаво, свечен. Во највозвишениот, најголемиот празник во православието, воопшто во христијанството. Секако на овој ден ние се подсетуваме и на нашите претходници. И свеќата во овој случај е запалена за здравје, за радост и за среќа во семејството. Со секого се среќаваш, викаш Христос воскресне, ти возвраќа, вистина воскресна. Тоа е најубавиот ден во годината. Честитка за овој голем христијански празник, градоначалниците на општина Велес и Кавадарци на православните христијани им па сакаат добро здравје и духовен мир. На првиот ден од Христовото воскресение, на моите сограѓани, на сите наши жители на општина Велес, им ги честитам празниците. Со Христос воскресна, им посакувам многу здравје, среќа, радост во нивниот дом, на сите што се иселени од нашиот град, кои што живеат и работат на други држави, истото им го честитам овој светол празник. Само би посакал да имаат мир, спокој и радост во нивните фамилии. Да се водиме од разумот, од вистинските морални и христијански вредности и во тој дух би сакал да кај сите фамилии, па и кај нашите политички противници завладее мирот, разумот, благосостојбата, љубовта, добриот збор и во тој дух да ги празнуваме овие празници, меѓутоа не само празниците, туку и целиот период кој што доаѓа подоцна. Светлоста и блаженството на овој ден нека ги огрее домовите и срцата на верниците, а радоста нека се сподели со најблиските, пријателите и соседите. Нека доброто го победи лошото, како што Спасителот Исус ја победи смртта. Сојузот на синдикатите на Македонија, Меѓународниот ден на трудот, ќе го прослави со отпочнување на кампања насловена како организирање и мобилизирање на ново членство. Истата ќе се реализира во текот на целата година. По повод 1 мај, Меѓународниот ден на трудот, Сојузот на синдикати на Македонија објави проглас во кој се вели дека нивниот приоритет и оваа година ќе биде да се вклучат во сите процеси кои водат кон унапредување на социјалниот диалог, обезбедување на услови за здрави и безбедни работни места, спроведување на индустријска демократија, унапредување на информирањето и консултирањето, економска и родова еднаквост, обезбедување на збогатени социјални права и стандарди за сите работници, како и сигурни и зголемени надоместоци за вложениот труд на работниците. Сојузот на синдикати на Македонија ќе го прослави Меѓународниот ден на трудот со отпочнување на кампања насловена како организирање и мобилизирање на ново членство, која ќе се реализира во текот на целата година. Целта на оваа кампања е неорганизираните работници да се приклучат кон синдикатите со цел да им се даде институционална можност за остварување на нивните права. Во период кога земјата се соочува со силни предизвици, синдикалната борба станува уште позначајна, се вели во прогласот на Сојузот на синдикати на Македонија. 1 мај е Меѓународен ден на трудот, ден кога се слави историската борба на работниците за подобри работнички права, посигурни работни места и подобра социјална и економска положба за работниците и нивните семејства. Велешани традиционално 1 мај го прославија со излет из Скара. Места за одмори оваа година беа Велешкото езеро Младост и реката Бабуна. Колешката Ања Василева беше таму. Како и секоја година, велешани се упатија кон изледничките места да го прослават 1 мај. Сите патишта водеа кон езерото Младост и местата покрај реката Бабуна. И за голем број на луѓе од останатите градови, Велешкото езеро беше совршена дестинација за празнување на овој ден. За подобро расположение на сите оние кои со песна и богата трпеза го одбележуваат денот на трудот, придонесе и големиот христијански празник Великден. Друштвото, повеќе може да се собереме тука, значи има повеќе по. Значи има и многу убави услови, да кажеме. Значи свака част на Велес има стаено клупички, масички. Да. На други места може да го нема тоа. Велешко езеро ни е најпристапно, најблиско и најубаво, како излетничко место и така. Колку години уназад? Имате ли доаѓа на претходно? Па секоја година скоро. Ако не тука на Бабуна и тоа е 32 места. Летниковците кои неодамна ги постави општина Велес на брегот на езерото Младост,
овозможија поголемо уживање и комоција на посетителите. Минатата година се регистрирани 39 смртни случаи и 105 тешко повредени на работно место, покажуваат официјалните податоци на државните институции. За да се намалат бројките, потребно е подобрување на условите за работа, како и превентивни политики. Според официјалните податоци на државните институции, во минатата година регистрирани се 39 смртни случаи и 105 тешко повредени на работното место. За да се намали црната статистика, експертите велат дека е потребно подобрување на условите за работа, како и превентивни политики. Најмногу повреди при работа се пријавени во земјоделството. Во годинешниот извештај набројуваме 39 смртни случаи и околу 105 потешки несреќи на работното место. Но морам да предупредам дека ова не се конечни бројки, бидејќи ние всушност информациите ги црпиме од јавно објавените новини, од вас медиумите, и имајќи предвид дека во Република Македонија се гине на работното место, директно да одговорам на вашето прашање. И понатаму, земјоделството ни е број еден убиец на работници во Република Македонија. Сепак во последно време условите за работа во компаниите во земјава значително се подобрени. Намален е бројот на повредени откако се донесоа правилниците за работа, како и донесените закони за мобинг, вели синдикалниот лидер Живко Митревски, додавајќи дека има простор за подобрување. Во делот на правење на анализи околу подобрување на безбедноста и во делот, што е многу значајно, на подобрување на контролата која ќе спроведуваат синдикатите врз сите работни места, најмалку 2 пати годишно, со можност дури и да го заприме процесот на производство. Тоа е значи новина која ќе ја спроведуваме во текот на оваа година, вклучително и во тоа што и записниците на инспекторите ќе бидат исто така мониторирани од страна на претседателите на синдикати. Бројот на вработени кои не пријавуваат повреди е поголем од официјалните податоци. За непочитување на мерките за безбедност при работа, казните се од 5 до 8.000 евра. Вработените во медиумите не се единствените кои работат за време на празник. Тука се и пекарите. Нивното работно време започнува доцна во ноќта и трае до раните утрински часови. За пекарите нема ни празник, ни делник. Нивното работно време започнува доцна во ноќта и трае до раните утрински часови. Добрите мајстори го знаат добриот рецепт за подготовка на лебот. Брашно, квасец и вода се основните состојки за добивање леб. Тука се става брашно, сол, квасец, вода и се пушта да се меси до 15 на минути. Зависи од процесот, додека да се оформи тестото како тесто и после одмара 10 на 15 минути додека да преиде на обликување на топчење на конусот. 110 на минути намаса до одмори поди на процедура правење на векни. Македонците се познати гурмани. Со сите македонски јадења секогаш оди топол леб. Дали со сирење, путер или джем, лебот е дел од секоја трпеза на секому. Од месење на лебот до обликување и на крај печење, сето тоа е под будното око на добрите пекари. Се прават векни, се редат на количките, поди процес ферментација во комора, колку пола саат до 40 минути, кој ќе стаса лебот, влегува во печка на печење, но 20-25 минути. На крај пекарите задоволни од печениот леб. Муштериите не можеа да му одолеат на лебот испечен на фурна од дрва. Мирисот на тазе лебот ги мамеше муштериите и ги подсетуваше на минатото, кога во секоја куќа имаше по една фурна. Во Македонија се празнува Денот на трудот. Над 450.000 посетители имало минатата година во музеите во земјава. Еве ги вестите од Македонија.
Денеска се одбележува меѓународниот ден на трудот, што традиционално се прославува во чест сеќавање на борбата на работниците за унапредување. Сојузот на синдикатите на Македонија ќе го одбележи меѓународниот ден на трудот со кампања за организирање и мобилизирање ново членство. Кампањата ќе се реализира во текот на целата година. Сојузот на синдикатите на Македонија и годинава ќе бара вклучување во сите процеси кои водат кон унапредување на социјалниот диалог, повеќе и подобри работни места, спроведување индустријска демократија, унапредување на информирањето и консултирањето, учество во економското управување, унапредување на процесот на колективно преговарање и договарање. Меѓународниот ден на трудот е државен празник во повеќе земји во светот. Во Македонија до 2006 година се празнуваше на 1 и на 2 мај, но од 2007 година за неработен ден е прогласен само 1 мај. Денот на трудот се празнува во знак на почит кон жртвите од штрајкот што се одржал од 1 до 4 мај 1886 година во Чикаго, кога демонстрантите барале воведување 8-часовен работен ден. Државниот завод за статистика на Република Македонија објави дека минатата година вкупно 476.385 посетители ги посетиле музеите. Од вкупно 28 музеи, 19 се национални, 8 се локални и 1 приватен музеј, додека според предметот на работа 18 се општи и 10 специјализирани музеи. Во 2015 година музеите организирале 102 сопствени изложби, од кои 85 биле организирани од страна на општи музеи и 17 од страна на специјализираните музеи. Музеите располагале со 224.779 инвентарирани предмети, од кои 36.980 биле изложени во музеите во 2015 година. Збирките располагале со 222.850 инвентарирани предмети, од кои 35.489 биле изложени. Податоците на Државниот завод за статистика се добиени од пополнетите прашалници за 2015 година, што ги доставиле 28 музеи и 46 музејски збирки. Најмалку 24 цивили загина, а околу 40 се повредени во напад со автомобил бомба во Багдад, солзавет за првомајските протести во Истанбул. По неколку години пауза, Чешка ќе именува амбасадор во Куба. Ова е светот денеска. Најмалку 24 цивили загина, а околу 40 се повредени во напад со автомобил бомба во Багдад. Одговорноста за овој напад ја презеде џихадистичката група Исламска држава. Нападот беше извршен во близина на пазар во југоисточниот дел на Багдад, а меѓу повредените има и тројца припадници на безбедносните сили. Автомобилот бомба експлодира на пат кој го користат шиитските верници, кои оделе кон гробот на имамот Муса Ал-Казим, едно од шиитските светилишта во Багдад. Се претпоставува дека бројот на жртвите може да се зголеми, имајќи го предвид големиот број повредени. Исламската држава објави дека нападот бил извршен со камион наполнет со 3 тони експлозив, а напаѓачот удрил со возилото во големата група луѓе. Турската полиција употреби солзавет врз групата демонстранти кои денеска се обидува да се пробијат до плоштадот Таксим во центарот на Истанбул, иако властите забранија одбележување на меѓународниот ден на трудот. Канцеларијата на градоначалникот на Истанбул соопшти дека со цел да се гарантира безбедноста на граѓаните за првомајскиот празник, на должност во градот ќе бидат 24.500 припадници на турските безбедносни сили. Метростаницата на плоштадот Таксим ќе биде целосно затворена, а долж улиците се поставени метални огради. Плоштадот Таксим е место на судири за време на меѓународниот ден на трудот, откако на 1 мај 1977 година беа убиени 36 луѓе, а 130 беа повредени во време кога модерна Турција минуваше низ еден од своите најтурбулентни периоди.
Чешка по пауза од неколку години ќе именува амбасадор во Куба, откако ќе ги постави односите со таа земја на повисоко ниво. Неколку години односите меѓу Чешка и Куба беа заладени, бидејќи Прага жестоко го критикуваше кршењето на човековите права во Куба. Во последните години тој притисок се намалува. Меѓусебното дипломатско представување сега е на ниво на заменик амбасадор. Министерот за надворешни работи Љубомир Заоралек изјави дека договорот на двете страни е веќе направен и дека кубанската страна е заинтересирана за тој договор. Времето денеска облачно и релативно топло. Во текот на ноќта не очекуваат нови врнежи од дожд. Еве какво време ќе имаме на почетокот на новата недела. Ова беше се за денес. Пријатна празнична вечер со програмата на К1.